Се наоѓаме пред градската црква Свети Николај во градот на Свети Никола. Продукција Аристон во соработка со Мелен продукција, поддржани од црквата Свети Николај, подршка од општина Свети Николај, во соработка со ансамбл Македонија кој што го гледате зад мене. Снимаме краток филм со работен наслов Овче пол скоро. Поздимен ансамбл Македонија под раководството на професорот Владимир Јаневски, кој што ќе ни каже неколку зборови за нашето културно наследство и традицијата која што имаме. Повелете, професор. Овчеполската котлина, односно овчеполската група била некогаш и денеска е доста распространета, таа била во еден дел од централниот дел на Македонија, но сепак кон исток. Репертоарот на ората кои се изведувале тука во минатото од крајот на 19-тиот и од почетокот на 20-тиот век, колку што ни се нас познати воопшто игрите од овој крај, биле стриктно поделени на машки и на женски, но е многу интересно и еден феномен каде што овчеполците, покрај тоа што биле изолирани како изолирана група во однос на традицијата, тие изведувале и една паровна игра која е позната во овој крај како вртелешката, но покрај вртелешката која играли и мажи и жени, посебно се истакнували игрите крстач или една од најимпозантните и најубавите игри, женски игри, која била потрачулката, која била одлика за жените, како што бил крстачот за мажите. Инаку оваа традиција била жива некаде до кај 20-тиот век, до средината на 20-тиот век. Денеска оваа традиција се негува во една намалена форма и тоа најчесто на свадбените церемонии кои се изведуваат тука во овој предел. Инаку овчеполската котлина или овчеполската група, познато е дека тука живеат которците, едни од постарото племе кој живеело тука, которците кои живееле на еден поширок простор, како што бил таа поголемите градови, како што биле Свети Николе, Штип и Кочани. Илија Собранија!